Маркарт го затвори огласот за вработување на луѓе за раководни позиции. Се нудеат 30 на работни места. Се бараат техничари за квалитет, систем администратори, програмски планери. За сите овие позиции се бараше различно образование. Секако ни се потребни и неквалификувани кадри, за да ние ги квалификуваме. Затоа што ние точно знаеме што е тоа што треба да го работат они. За полесно аплицирање на заинтересираните кандидати, компанијата организираше отворен ден, ги презентираше условите и начинот на работа. Токму ова предизвика голем интерес кај Велешани. Не очекувавме толку голем број на луѓе. Се гледа дека Велес сака софистицирана фабрика да се отвори и да работи и производството да биде од тука. Навистина добро се чувствуваме затоа што е толку голем број на луѓе кои што не посетија. Првите луѓе набргу многу брзо ќе бидат пратени на обука во Романија и ќе се вратат назад со нашите продукти кои што ние ги произведуваме. Со тие продукти ќе може да им објасниме на останатите што е тоа што ние работиме. Фабриката Маркарт се очекува да почне со работа во средината на идната година. Ќе произведува електрични компоненти за познати автомобилски компании. Инаку според најавите, во идниот период бројот на вработени треба да достигне до 600. Велешани имаат можност уште еднаш на дело да ја покажат својата хуманост. На Светскиот ден на гладта 16 октомври може да донираат средства и да им помогнат на сиромашните граѓани. На трите оператори на телефонскиот број 143400 со едно јавување ќе донираат 100 денари. Истото може да го направат и на жиросметката отворена преку Републичкиот Црвен крст. Вака општинската организација на Црвен крст во соработка со општината ќе одбележува неделата за борба против сиромаштијата. Велешани од секогаш знаеле да ја покажат својата хуманост и солидарност. Затоа очекувам и овој пат да се соберат значајни средства со кои ќе им се помогне на најсиромашните. Да ја покажем и овој пат својата хуманост на дело, а ние пак од општинската организација на Црвениот крст да ја изразиме својата благодарност до сите кои придонесуваат активностите на Црвениот крст секогаш да се спроведуваат успешно и со добри резултати. Во рамки на одбележувањето на денот на гладта, 10 семејства од социјално загрозени категории ќе добијат по 2000 денари помош од општината, кои ќе бидат тие семејства ќе избере Центарот за социјални работи. Наменети се 20.000 денари кои што ќе бидат во соработка со Центарот за социјална работа доделени на оние семејства кои што им е најпотребно, односно на 10 семејства за кои што изборот го врши Центарот за социјална работа, кои располагаат со евиденцијата на сите оние семејства кои што се наоѓаат во некој социјален ризик, на кои им е потребна оваа помош. Така што, како и изминатите години, се надеваме дека и овој пат ќе го најдат вистинскиот корисник на оној во кој што во моментот му е најпотребно. Со парите што се собраа на ланската кампања во висина од 82.000 денари на 55 семејства од општините Велес, Чашка и Градско ќе им бидат доделени прехранбени производи. Во хуманитарни цели ќе одат и парите собрани од продажбата на најголемата пита на годинишнава питијада. Велес не би бил Велес ако оваа активност не ја започна малку и пред време. На Велешката питијада што заврши пред неколку дена, средствата собрани од продажбата на најголемата пита пастармајлија се наменети точно за оваа цел, односно ќе бидат донирани за сиромашните. Значи, сите собрани средства по сите основи ќе бидат употребени за купување на храна на сиромашното население од општината. Хуманитарната акција годинава се одбележува под мотото "Помислете и на нас" и покрај обидите на светските организации да ја разбудат свеста и хуманоста кај граѓаните, процентот на сиромашни се уште е голем. Во светот годишно од глад умираат по 5 милиони деца под 5 годишна возраст. Заврши акцијата "Подари книга, подари светлина". Организаторите локалната библиотека Гоце Делчев се многу задоволни, ја оценија како најуспешна досега. Граѓаните им донираа над 1200 книги. Тие деновиве темаски ги поделија на два дела: книги за возрастни и книги за деца. Околу 520 наслови за возрастни библиотеката денеска ги донираше на противпожарната единица од Велес. Целта е пожарникарите да си направат своја библиотека. На тој начин преку читање ќе го намалат стресот кој го имаат на работното место.
Противпожарната единица од Велес е првата во земјава која прави библиотека и оттаму изразија надеж дека нивниот пример ќе го следат и останатите. Ради тоа што сепак на пожарникарите ни треба нешто што мораме да ги смириме стресовите. Значи, при враќање од интервенција, ние самите мораме да си посветиме внимание, односно преку тие книги ќе си смириме нашите стресови. Од библиотеката велат дека ќе продолжат со вакви акции за донирање. Благодарни им се на граѓаните што се озваа во голем број. Ги повикам да продолжат со таа навика на донирање на книга, заради тоа што книгата има своја смисла само доколку е во рацете на читателот. Значи книгата не може да го продолжи својот живот ако стои заборавена на некој од драфтовите за книги. Од библиотеката денеска потврдија дека останатите книги од акцијата ќе ги донираат во Центарот за социјални работи, кои подоцна треба да ги распределат на децата на кои им се најпотребни. Учениците од економското јовчете Сличков се запознаа со условите за водење бизнис во месната индустрија. Учеа како се реализира набавка на храна за свињи, нивно одгледување и преработка на месото. Сите овие постапки ги презентираше представник на агроиндустрија од Велес. Учениците велат дека тоа е добар начин да се запознаат со работата на компанијата. Очекуваат и други фирми да дојдат во училиштето и да ја представат својата работа. Се запознаме во врска со реалниот бизнис и за тоа како функционира бизнисот во реалниот свет. Овој проект, односно овој состанок и средба е за голем поздрав, но за нас е големо задоволство што можеме да учествуваме и да ги покажеме сите наши знаења во практиката. Па би можела да кажам дека добро би било овие средби во иднина да станат многу побројни. Едукативната работилница со учениците и бизнис секторот е насловена вешти и компетентни. Таа овозможува средношколците да се стекнат со применливи знаења и практични искуства. Според раководството на економското училиште, можеби токму ваква презентација ќе биде поттик некои од учениците во иднина да формираат и сопствен бизнис. Ние како воспитно-образовна институција едуцираме кадри кои што потполно одговараат на пазарот на трудот, заради тоа што нашите ученици стекнуваат применливи знаења, а понатаму практични искуства, вештини и компетенции. Ние и понатаму ќе продолжиме да организираме вакви настани, заради тоа што на тој начин се разменуваат професионални искуства кои што на учениците им овозможуваат понатаму во кариерата самостојно да работат или во тим, а исто така им помагаат и во понатамошното образование. Успехот на секоја компанија зависи од примената на новите начини за работа, предприемачкиот дух, воведувањето иновативни методи и соодветен маркетинг се главните насоки за водење успешен бизнис. Се надеваме дека со ваквата презентација ќе придонесеме учениците поблиску да се запознаат со реалниот сектор, реалниот бизнис сектор во земјава, каде што конкретно ќе можат да постават прашања како работите функционираат, како се одвиваат, како ние ги решаваме во текот на нашето работење. Денешната едукативна работилница за учениците од економското јовчете Сличков се реализираше во соработка со Министерството за образование. Прв професионален турнир во пинг-понг Велес Опен 2014 во спортската сала Гемиџи на 23 октомври ќе се надпреваруваат најдобрите спортисти во овој спорт. Организаторот, јавното претпријатие Парк Спорт, очекува голем интерес. Паричните награди за најдобрите, кои во пинг-понг рамки се едни од највисоките во земјава, треба да бидат причина повеќе. Предвидовме оваа година богат награден фонд и тоа е 6.000 денари за прво освоено место, 4.000 денари за второ и 2.000 денари за третото место. Надпреварите ќе се одигруваат според Интернационалната пинг-понг федерација. На турнирот ќе се одржат надпревари во машка, женска и во конкуренција на парови. Котизацијата за учество, која треба да ја плати секој надпреварувач, изнесува 200 денари, а при тоа ќе мора да си донесе свој рекет и топче. Организаторите потврдија дека ќе настапат најдобрите пинг-понгари во земјата. Ќе се пријават најдобрите од нашиот град, а исто така веќе ни се пријавени шампионите на Република Македонија во машка конкуренција и во женска конкуренција, кои што веќе го потврдија
нивното учество на овој турнир, што самото тоа го покажува квалитетот на самиот турнир. Турнирот започнува во 10 часот, а поддршка за организацијата има и од Македонската федерација.